почитувани представници на медиумите, ви благодарам за вашето присуство и големиот интерес за манифестацијата која што ќе престои во нашиот град. Во име на општина Прилеп, како традиционален поддржувач и домајчин на еден од најпознатите фестивали во регионот, ми представува особено чест да го најавиме Пиво фестивалот 2025 година, која оваа година ќе се одржи од 18 до 20 јули, петок, сабота и недела. Овој јулски викенд, првиот викенд после Петровден, традиционално ќе го означиме со една голема летна прослава, токму во време кога Прилеп е живе интензивно, исполнете со богата културна програма, бројни летни настани, кои привлекуваат посетители како од Република Македонија, така и од странство. Општина Прилеп, преку програмата за култура предвиде поддршка од 1 милион денари, како потврда за континуираната поддршка што ја даваме за реализација на оваа манифестација. Ве уверувам дека градот ќе биде целосно подготвен да ги пречека десетиците илјади посетители и љубители на добра музика, вкусна храна и ладно пиво. Во координација со организаторот, со кого имаме потпишан меморандум за соработка, обезбедена е одлична музичка програма која ќе понуди незаборавна атмосфера за сите генерации. Исто така сакам да упатам благодарност до нашите јавни предпријатија, исто и пивници, угостителски објекти, компании која секоја година го даваат уделот на ова случување. Тие се нашите партнери во создавање на економски придонес за нашата локална заедница, за живување на чаршијата и поддршка на малите бизниси. Како локална самоуправа ги преземаме сите неопходни мерки за обезбедување на безпрекорна хигиена, обезбедување на паркинг места, за што се грижат нашите јавни предпријатија. За крај, како добар домајчин, сакам да упатам јавна покана до сите граѓани на Република Македонија и пошироко да дојдат во Прилеп од 18 до 20 јули да бидат дел од Пиво фестивалот. Ве очекуваме со највкусна храна, со вкусно пиво и незаборавна атмосфера. Ви благодарам. Значи, како што рековме, 18 до 20 јули во 19 часот почнуваат сите 3 дена програмата од настаните. На 18 го имаме Кристијан Демјански и Escape Band во 19 часот. Во 20:30 Наташа Малинкова, во 22 часот се заграва атмосферата со Антонија Гиговска и потоа ги имаме вашите комши од Битола, камерен оркестар заедно со Наде Талевска, Ристо Самарџиев и Андријана Јаневска. Значи мислам дека имаме едно убаво отварање и загревање за атмосферата што следи. Веќе вториот ден имаме една од двете големи балкански звезди. Значи на 19 Јана ова е Мрческа или Мирческа? Мрческа, се извинувам, добро. Јана Мрческа во 19 часот. Потоа група Калабалак во 20:30, Дамјан Стојановски, тоа не е кошаркарот, пејаче, во 22 часот. И потоа го имаме во 23:30 Харис Џиновиќ. Да, значи тоа ќе биде, тоа јас од душа го чекам, вака искрено да ви кажам. На 20 на затварањето во 19 часот екстра бенд, во 20:30 е модерато бенд, потоа нешто за помладата генерација, значи во 22 часот го имаме Тајзи и во 23:30 е Никола Роквич. Она што е интересно за она што е, да речем, старо ново за овој фестивал е тоа што се враќа она неофицијално, односно поофицијалната програма, продолжува забавата, значи тоа е нешто што се враќа, знам дека младите во градов тоа доста го сакаат и ми е навистина драго што ќе го има, значи по завршувањето на официјалната програма се сели забавата на камената бина, си знаете сите каде е камената бина, ќе има диџеј. Се уште не знаеме кој, се утврдува тоа денови. Така да од останатите информации што сакам со вас да ги споделам, имаме 6 пивари со над 20 вкусови на пиво. Пиварите се од Македонија и од странство, веќе ви ги споменам кои се: Прилепска, Скопска пивара, Македонско пиво, Сарајевско пиво, Митос,
и пиво Пеја.